Баба Марта. Си беше еднаш една вдовица која имаше една мрзлива и грда керка и една вредна и убава паштерка. Жената ја сакаше керка си повеќе, па поради тоа таа стана многу разгалена безделница, а паштерката ја оптоваруваше со сите најтешки задолженија. Еден ден, работливата девојка предеше на своето вретено седната покрај една фонтана, кога не сакајќи се испушти фурката во водата. Исплашена дека ќе биде прекорувана од незината маќа, девојката се нурна во фонтаната за да си ја врати незината фурка, но кога излезе на површината на водата, таа беше многу изненадена. Околу фонтаната се простираше прекрасна ливада со разнобојни цвеќиња, а на прагот на една убава куќичка стоеше една старица. Старицата и посака добре дојде со следниве зборови. Девојко мила, јас сум баба Марта и да се договориме вака. Помагај ми со домашните работи и остани колку што ти душа сака. На девојката многу и се допаѓаше местото, а исто така и си беше навикната да работи вредно, па со задоволство ја прифати понудата. Потоа баба Марта додаде. Кога перницата моја ќе ја тресеш и ветреш, на земјата тогаш снежна луња ќе бесне. Пердувите на сите страни нека се разлетаат. За секој пердув 1000 снегулки ќе долетаат. По некое време на девојката почна да и недостига незиниот свет, па ја замоли баба Марта да ја дозволи да се врати дома. Пред да ја пушти да си оди, баба Марта ја врати фурката и ја прекри девојката со злато и скапоцени камења, за да ѝ се заблагодари за незината помош. Потоа, девојката се нурна во фонтаната и изнурка во незиниот стар свет, каде што незината маќа и присестрата ја пречекаа со раширени раце поради богатството што го носеше со себе. Кога алчната маќа дозна од каде е сето тоа злато и скапоцени камења, ја убеди својата керка да се нурне во фонтаната и да ја побара баба Марта, со надеж дека и незината керка ќе ја добие истата награда. И така, керка истигна до волшебниот свет на баба Марта и почна да ја служи. Но не требаше да помине долго време, па мрзлата да си го покаже вистинскиот нарав. Баба Марта ја напади, а како награда ја прикри со кал наместо со злато и скапоцени камења. Девојката се врати дома кај мајка си целата каллива и нечиста. Колку и да се обидуваше да се исчисти, нечистотијата едноставно не се миеше и остана на неа до крајот на незиниот живот. Од друга страна, незината трудолюбива присестра си ја најде среќата и се омажи за еден добар човек со кого живееше среќно и безгрижно, благодарение на даровите од баба Марта, до крајот на незиниот живот.